Екипата на Без маска денеска е во Куманово да се видиме со нашата домаќинка Ивона Јовановиќ, пејачка, блогерка. Добро ми дојдовте. Повели кафенце, знам дека си обожавател на кафенце. Фала ти. Па да се напиеме. Со кафе ме причека како вистинска домаќинка. Ние сме во паркот, за кој што кажа дека ти е едно од омилените места во градот, дека ти е омиленото место во градот. Што го прави толку посебно? Уште од време на корона го засакав. Тоа беше период кога почнав да се истражувам самата себе си, да проудирам длабоко во себе. И ова место за секогаш ќе ме потсеќа на својот личен раст, а и прво место кое што го посетив после операција. Ти беше ли тешко закрепнувањето после операцијата? Да, самиот процес, самата шума е поврзана со закрепнувањето затоа што месец дена требаше интензивно да пешачам. Различни мисли ми проаѓаја низ глава, смисла дали ќе успеам, затоа што јас пред да отидам на операција нема време и не сакав да размислувам што ќе се случува. Само отидов и ја направив. Не оставив простор за дали ќе има компликации, што се компликациите. Да, дали е операцијата сама по себе ризична? 0,001% е ризик да не се разбудиш, а 99% е ризик со гојазноста да добиеш инфаркт, така да не е ризик. 7-8 години присутна во јавноста. Да. Од кога се појави со музиката, кога се појави на шоута во Македонија, потоа и на Звездите на град. Македонски дол беше прв, оној малецка Ивона Калиопи. Ти ли си она Ивона што Калиопија гушна? Често ме меша со Јана Бурчевска, на нејзи даде Мендјуша, мене ме гушна, единствениот контакт Калиопи кој што го имаше, и тоа беше тој момент. Чекај, сега кога ја спомна Калиопи, не требаше ти да пееш со неа на Евровизија како пратечки вокал во Баку? Што се случи? Да. Никогаш немам зборено што се случи и мислам дека првин би сакала да остварам контакт со неа, да го разрешиме тоа, па дури тогаш доколку се договориме заедно со неа би го кажала тоа јавно. Ти си често присутна во јавноста, меѓутоа последниве 2 години се зборува баш многу за тебе и луѓето те земаат како позитивен пример за тоа како некој треба да се однесува, како треба да ја искаже својата енергија, своите мисли. Мислам дека сето тргна од моментот кога ти облече свилен фустан и ги објави сликите на Инстаграм. Зошто се реши за таков чекор? Точно. Целата промена, оваа моментално што ја гледате на мене, почна у моментот кога ја направив фотосесијата. Некога ги објавив сликите, малку подоцно ги објавив, но ја направив месец дена пред тоа. Живееме на место каде што имаме норми за облекување и имаме, значи, крупна, дебела девојка, како и да сакате кажете, не смее да носи фустан, кога ќе се појави на свадба треба да носи темна облека. И јас сум израсната од тоа, баба ми ме израснала во моментот, сине, подолго покри. Ти ми кажуваше во интервјуто што го правевме дека си израсната во семејство каде што ти кажувале дека мора да биде се на тебе широко, дека мора да те покрие, дека ништо не смее да се гледа. Не смее како да се гледа, кога е вишок. Дали си им лута за тоа? Им бев многу лута, но целиот процес, доаѓањето во шума, работата на себе, јогата која што подоцна ќе ја спомнеме, ми помогна да научам да опростам, затоа што не опростуваш заради луѓето кои што се отспротив, опростуваш заради себе. Да. Да се вратиме на сликите. Ти ги објави фотографиите и тоа е почетното. Ивона, за да смениш нешто кај себе, зашто навистина бев свесна дека е време за промена и сакав, тлееше во мене, ама не знаев од кај да почнам. И знаев дека секоја промена започнува со првин со себе само прифаќање. Ако не стојам пред огледало и не го гледам целулитот и кажам, окей, ова е тоа, ова сум јас, ова е моја. На крајот на денот сите девојки имаат целулит, дури и слабите. Го земав целулитот како така пример, но целулитот, изгледот, викам зошто тоа не го направам да биде слика. Први не беше ни во план да се објави. Беше во план да стои во ќоше у мојата соба. Кој видов како ја знам да го репрезентирам тоа на мене. Ти со самодоверба го направи. Да. Си викам ова треба и да се пренесе на публиката. Ова треба да видат луѓето дека не е срамно на свадба да отиде крупна жена и да носи фустан во друга боја, тоа да не е темна. Фидбекот беше поделен. За прв пат во живот колку добро, толку и лошо. Обично е доброто е во големи размери, лошите се тук таму, но сега беше поделено. Ме сватија многу погрешно, ме сватија дека репрезентирам гојазноста и дека дебелината е окей, дека јас само сакав да кажам дека е окей да се прифатиш во сопствената кожа за да можеш да направиш било каква промена доколку сакаш. А јас сакав и тоа го пишуваше во текстот. Една година потоа направи драстична промена.
и направи операција на желудникот. Да, тоа Од беше не може денешен- ни година. Мај до август. Значи неколку месеци. Мај август. Дали во некој момент, еве сега од денешна инспекција викаш, требаше ова можда да го направам побрзо? Не. Живеам во свет во кој што верувам дека секој момент, па и овој сега што се случува, Е е со причина и се случува точно на време. Лекциите кои што треба да ги учиме во тој период кога се дадени. Не сум била спремна сигурно тоа да го поднесам тогаш со ваква перцепција, со ваква енергија, така да дефинитивно е се на време и се е пропратено тогаш кога треба да биде. Ми беше мака да мојот лик и моето име се споредува со која Ивона, крупната Ивона, дебелата Ивона со вишок. Ама беше Ивона од звездите на Грант, Бев, да не го забравиме. Да, но знаеш, се нижа епитети, меѓу другото, мака ми е, затоа што имам толку многу квалитети на себе, за вокалните способности конечно сум свесна и време е да луѓето да го исплива видат тоа, да го оној друг дел од теб. И конечно после операцијата, фала му на Бога што си дозволив на самата себе да си покажам дека можам. И самите настапи, се што се случува на Инстаграм, можете да видите дека се живеам животот. Меѓутоа, кога разговаравме веднаш после операцијата, ти ми кажа, знаеш, луѓето сметаат дека дебелината е само физички проблем. Никој не размислува за психичките и психолошките проблеми со кои што се соочуваме. Како ти беше на тебе? Цел живот сум крупна, цел живот сум Ивона крупната, Ивона дебелата и... Извини, јас најдов една слика, кај што си Ивона дебелко бебе. Мислам, тоа сум јас, значи, од мала, тоа е. Јас имам проблем, имам хормонски дисбаланс кој што конечно се регулира, но главно сум имала проблем со емоционалното прејадување. Односно сите проблеми кои што настапуваат во мојот живот, без разлика, нели, од кој сегмент се тешав со храна. И тоа е моментот кој што јавноста не го знае, затоа што тоа се случува позади вратите во сопствените соби. И никој тоа никој не зема во обзир да те праша како си, што си. Зошто едноставно зошто Ивона? А не да покажуваат со прсти да не зборам дека тоа секој треба да го прави. Почнувам од самата себе си, јас самата себе си не сум се прашувала како сум. Не можам да очекувам другите луѓе да го прашуваат. Како беше со пријателите, со најблиските? Дали разговараше со нив за проблемите што ги имаш или едноставно ќе ставиш насмевка и се криеш, не го покажуваш вистинското лице? Тешко ли ти беше да им кажеш што те мачи? Зависи, јас сум принцип зборлив човек, може да се примати, но кога се станува збор за ваквите проблеми, често ги решавам вака. Сама со себе ќе решам у глава, па потоа ако имам некои недоумици, а што мислиш ти за ова? Но најчесто така знам да се повлечам во себе, да ги решам во себе проблемите. Дали некогаш за овие психолошки проблеми со кои што се соочуваше побара стручна помош? Да, јасно, тоа јавно го зборев. Јас се борев со анксиозност и панични напади кога добив корона септември 2020. Сватив што е работата, дека ја имам проблеми позади себе, неосвестени, кои што ги криев со храна. Каков совет доби? Одев на гешталт терапија и благодарение на таа терапија сега сум во подобра состојба тогаш, веќе немам панични напади. Кога го направивме муабетот по операцијата, ти ми кажа дека предлогот за да направиш можеби операција бил на твојот татко, дека на семеен ручек те прашал дали си размислила за таква опција, дали би сакала таква опција. Дали некогаш го праша зошто ти предложи операција? Дали сте разговарале отворено? Мојот татко не е тука и многу ми е криво што немаме физички близок контакт, се слушаме постојано. Секогаш сум била дебелката Ивона која што секогаш ја сакал да ја види во кратко фустанче. Знаете како, и ова не сум го кажала во јавност, ќе го кажам. Во многу тинеџерските години ги изразнав во многу стискање, во многу немање, во многу тежок период, тежок живот. И не си дозволував ни да размислам дека некогаш во животот ќе седне и ќе ми каже дека јас имам потполната слобода да
да прашам, да кажам дека ми треба помош. И кога седна на ручек и кога ми кажат, си размислила ли јас ја имав во план, знаев како опција, но како тоа се пари по моја глава. Кога кажа, знаеш, нешто на момент, Ти олесна? Да. Колку килограми ослабе? Леле, немам одамна кажано. 58. Од 5XL на L и M. Ти кога правевме муабет во интервјуто ми рече, па знаеш, генерално дебелите луѓе немаат каде да шопингуваат. Тоа се се некои класични застарени модели, за нас нема ништо. Треба да се снајдам. Дали сега одиш почесто на шопинг? Ветувам дека никогаш нема да ги заборавам девојките кои што се плюс сайз. И прва прилика кога ќе го исполнам делот музичка кариера, прво вложување ќе ми биде отворање на бутик кој што ќе носи парчиња тренди, во кој што затоа што девојките не треба да ослабнуваат затоа што нема облека. Да, туку треба да затоа што сакаат. Не треба лајф мотивот да биде затоа што немам кај фармарки да купам. Знаеш, прв пат носам фармарки. Да, чекај, ти рече дека денеска си прв пат во фармарки. Прв пат носам фармарки. Цел живот си сакала? Цел живот сакав и цел живот сакав исцепана фармарка и во моментот ми беше леле, чекам да направам фотосесија во фармарка, кожњак и штикла, идам често на шопинг. Многу сакам да влезам во бутик и да најдам ел нешто и да кажам леле, да го земам или не, па да си правам. А може и во М ќе влезам. А може и во М ќе влезам. Ти се врати само до вербата. Јас сум ја имала, но била лажна. Сега ја освестувам дека е лажна, нели? Не можеш да освестиш кога живееш таков живот. Сега можам да кажам дека го живеам животот полн, со полни плуќа дишам и дефинитивно тоа е самодоверба, но онаа здрава самодоверба. Дали си среќна? Да, конечно сум среќна, пресреќна сум. Кога ќе се видиш во огледало? Задоволна си? Задоволна сум, само сум свесна дека има прогрес. Ме чека наредна година уште повише работа на себе, затоа што ме чека операција на кожа. Свесна сум дека ќе биде операцијата, ќе биде во Турција, ќе помине се во најдобар ред како што помина и ова и 2024 со коцки на стомак и бикини. Кажи дека ќе не носиш на проба со бендот. Колку долго имаш свој бенд? Минус плюс веќе 4 години со минус плюс членови. Ајде да видиме што има да кажат тие за Ивона. Ајде. Ова се моите дечки, не се сите, како што кажав. Тука е Денис, кој што е мој гитарист. Ова е Јован и е пианист. Ивона ни кажа дека го има најдобриот бенд во Македонија. Вистина? Па се надеваме. Колку долго сте заедно? 3 години сега до сега, имаме и претходно соработки, значи на некои концерти. Колку често имате проби со бендот со Ивона? Па, зашто имаме нов член, нормално дека имаме уште почесто. Те малтретираат? Не, баш се фин. Не може да се пожалиме. Дали Ивона сама го бира репертоарот на песните што ги пее или се договарате заедно што ќе свирите? Па најчесто се договараме, да. Секој има своји предлози и така, склопуваме песни кои што мислиме дека ќе се најдобро може да ги изведеме ние. Ве нервира? Не. Или не смеете да кажете пошто е тука? А зашто се карате најмногу со Ивона? Обично нели женските доцната, ама она нема таа мана и секогаш е на време. Тоа ни кажа дека секогаш доаѓа на време. Кога ќе извадам од џеп некоја песна која што на Јован му се коси со джез. Пример, да. Аца Лукас, например. Да, културна верзија да ја направиме, например. И Јован ќе почне тоа, му се коси, знаеш, академија, сите школовани музичари се малку комплицирани за работа, па тоа е Фала ти баш. Дечки, да ве чуеме како звучат време пробите. за музика. Да, ајде. Најтежок чекор до сега е следново скалило, што веќе добро го знам, повторно таму ме чека. Тој лажен поглед и таа грешна насмевка пак, па гризни ги тие усни. За мене доволно е, дека ти значев да знам, нашата љубов е рана, за која немам јас лек и веќе јасно е во ноќта.
чувствуваш, каква болка ти ми оставаш. Дали можеш да ме разбереш, или сакаш душава да ми ја одземеш? Се ти можеш да ми украдеш, од небо сонце да ми украдеш. Јас имам небо душа голема, твојата љубов е лажна и проклета. Бар да може веднаш јас мојово срце да го испратам, кај што нема да те сретнам тебе, но се лажам себе. Ова што го видовме на пробава, мислам дека делува уште подобро од она што го гледам на Инстаграм, што го објавуваш од твоите настапи. Ова е акустика, не се сите собрани, немаме бубањ или тапан, но ги собрав дечкиве за да ви покажам. Енергијата ви беше неверојатна. Енергијата е таа. Публиката те запозна, најмногу те запозна со твоето учество во Звездите на Гранд. Да. Како би го опишала тој период од твојата музичка кариера, кога се надпреваруваше таму? Најдобрата маркетинг промоција за мене. 2014-2015 сезоната кога бев, не знам дали во животот некогаш ќе доживам нешто такво, јас навистина не можев да одам по улици. Тоа искуство се поврзува со средна школа, се поврзува со тие луди години, се поврзува со патишта, со многу луѓе, со многу контакти, прекрасно. Немам едно лошо. Би го повторила? Целта ми е да поменам сега Македонија. Работам со Прагма продукција. Доколку не успеам да излезам надвор од границите без уште едно учество, би го повторила заради маркетинг промоција. Меѓутоа ти неодамна најави дека во февруари треба да одиш во Белград. Февруари помина за да снимиш песна со познат српски композитор. Точно. До каде се работите таму? Петок имам официјално закажано состанок со продукцијата за да уште некои детали се средат. Колку си задоволна од својата досегашна кариера? Презадоволна. Знам кај сум во Македонија, знам какви се слушателите и знам колку е тешко да допреш, а јас допирам. Јас допирам затоа што имам желба да допрам и знам зашто тоа го правам и допирам. Зошто е Војна Јо? Името го избра кога го направи кога го направи влогот или претходно? Може ли ова прашање да го поставиме кога ќе пиеме кафе заедно со Марио? Да, ти ќе носиш на кафе. Ќе ве носам на кафе и ова памети го ќе го поставиш, тој ќе ти го одговори и ќе видиш зошто. Може? Па одиме на кафе? Ајде. Ти имаш баш динамичен ден, буквално не прошета низ цело Куманово и секој ден ти е ваков? Па да, дури некои денови се подинамични, зависи, петокот е хаос, саботата е хаос. Ама не донесе сега раат да пиеме кафе на твоето Сега место? дојдовме во кафичов Зен да се напиеме кафеца, да се направиме муабет, а инаку четвртоците и понеделниците ми се вакви. Го чекаме твојот најдобар другар Марио. Марио го чекаме да се врати од работа, да заврши да дојде. Еве го влегува. На време. Па не касни. Не касни. Hello. Welcome. Поштовање. Браво. Ова никош не Повели? Повели. Мило ми е што дојдеш, што одвои време за нас, што одвои време за Ивона. Колку долго се познавате? Се знаеме многу одамна, затоа што Куманово е генерално мал град и луѓе меѓусебно знаат едни за други дека постојат, меѓутоа официјално се запознавме чинам дека 2010 година во хотел Континентал, ако не се лажам, за време на Македонски идол тогаш се снимаше. Мора да признам дека не се поднесувавме у тој момент. Знаевме еден за друг, меѓутоа буквално здраво и поминуваше онака мртов ладен. И добро, како тогаш од неподнесување се случи љубов? Тоа е многу интересно. 3 години подоцна отидовме на еден проект организиран од страна на Македонската радио и телевизија, сите наши песни. И така они не споја всушност, бевме принудени еден на друг, со тоа што секојдневно вежбавме едно друго и се зближивме, што е сосем нормално. Затоа што објавуваше статуси на Facebook и се враќаше на македонски јазик. Како бе ти од Куманово? Ја Кумановка. Добро, у тоа време социјалните мрежи не беа у таква експанзија, а ја од сам старт
све почитував кодекс, пишував литературно, со запирки, со све. Мене И тоа неа е тој беше Ама иритантно. рече све, не рече се. Да, сега користам многу кумановски зборови, Да. али добро и тоа е македонски јазик, па Ама вас се може да се врзуваат прифати. многу работи, значи, освен што сте пријатели, вие едно време заедно снимавте и видеа на YouTube. Така и почнавме пријателството ни направи и нели пословно да Музиката почнеме. прво ствари нас Да. не спои, па продолживме да се дружиме, па Да. добро, и YouTube ја не го гледам како професија. Ние у тој момент тоа го работевме Од забава? Од забава, исклучиво и само од забава, ни не заработувавме, ни не живеевме, тоа имавме. Исклучиво за Да. забава. Не е тајна дека во еден момент и се скаравте вие двајца. Кој прв попушти за да се Никогаш смирите? никогаш јавно не сме се. Тоа е можеби поише мит меѓу луѓето кои нас не следели во оној момент кога престанавме да снимаме, мислеа дека ние сме у некаков конфликт. Меѓутоа тоа не беше точно. Да, имаме ситуации кога знаеме да се испокараме, сме пријатели, меѓутоа секогаш се да, расправа, меѓутоа не го експонираме тоа јавно, ниту од тоа има потреба. Дали сте навистина толку блиски како што се гледаше на вашите видеи, како што се гледаве сега на Инстаграм кога споделувате, дали си ги знаете тајните еден на друг? Знаете како, ние уствари на социјалните мрежи не ја ни експонираме толку многу нашата блискост. Она што луѓето го прецепираат како блиско помеѓу нас двајца е можеби тродупло повеќе во приватниот живот, затоа што баш поради тие тајни и нешта теми на кои што не се дискутира јавно, си ги дискутираме во соба, во приватно, кога се гледаме, кога правиме седенки, кога излегуваме, така што тоа најчесто не го снимаме и не го експонираме, така што да, блиски сме и знаеме скоро па се еден за друг. Ама кога снимавте, во времето кога ги снимавте видеата на YouTube, дали има некоја случка за која што и денеска кога си ја раскажувате се смеете, кога ќе ви текне некоја глупост што сте направиле? Дали ќе помислимо на исто? Видео едно снимање. Има ние генерално не сме нешто многу големи љубители на алкохолот, меѓутоа се случуваше да Лаже! љубители сме така викендашки да седнеме да се Леле, проба да излезе. Немој случајно си го исекла ова. Лаже! Не, Сакаме да се суштински- напиеме една чаша вино. викендашки знаеме да се седнеме накаде се опуштиме и у тој момент ние уште снимавме заедно и текна ајде да снимаме модно жири као Сергеј Верошлија. И ние така пиевме ракија што никад не се десело во животот. Ама пиевме ракија за видео. Значи, Да не го Снимавме да не ја пиевте не, како шотови, претходно како снимавме едно снимавме друго видео. видео кое што предизвик беше да се напиеш ракија. и Ние така се напивме. Пиејќи Седнавме да снимаме уште едно видео модно жири кое никогаш не излезе нормално, затоа што утре дента кога ја седнав да го монтирам, само и пишав ова никогаш нема да излезе јавно, затоа што беше таков безобразлук, така смешно, така одвратно. Може ли да го добијам во приватна порака? Не. Не знам дали се уште го чувам, ама не. Да, остана во архивата и Со Ивона бевме на проба со бендот и јас кога ја прашав од каде името Ивона Јо, кој што го користи денес, ми рече, не ме прашувај, праша го Марио кога ќе седнеме заедно на кафе. Тоа е интересно затоа што во тоа време сега постат многу луѓе кои се јокао у јавниот Сара живот. Али една Ивона, што шал. Не, мислам една е секако, али моабетот е дека седевме еден локал у Скопје баш за време на сите наши песни 2013 година. Инстаграм како платформа не беше уопште Не. популарна, никој немаше Не Инстаграм, постоеше. само ја. И Да. јас седам викам, а ви имате ли Инстаграм? Немам Инстаграм. Што? Сега ќе ти направам. И моментот беше дај да ти пишам username Ивона Јо. Зашто Јо? Зашто и Јовановиќ беше зафатено кога, нели? И Јо и си остана Јо за веки векова. Така И- што тук. Значи, така. Марио е кумот. Марио е кум. Официјално мислам, кумот е еден, немој леле многу ги поштувам, али кум на Инстаграм и на Кум уметнички. на естрада. На уметнички. Естраден кум, да. Естраден кум, да. Меѓу работите што ве врзуваат, се спотовите што ги снимивте, топло ти е со нив. Топло ми е да, ама нема смисла се пред камери да се сукне. Спотовите што ги снимивте заедно. Ивона се појави во твојот спот, ти се појави пред неколку Да. години во спотот на Ивона, но мене ме интересира една работа. Бакнежот во спотот на Ивона. Дали ви беше непријатно заради моментот што сте толку многу блиски или баш заради тоа што сте толку многу блиски па беше најлесно на свет да се сними? Не беше тешко. И постои едно видео behind the scenes со снимањето на спотот на Ивона и у тој момент реално го има видеото како ние функционираме тој банк, да се изнасмејавме. Верувам. Мене не ми беше непријатно затоа што као бакнеш добро утро, нака ништо сериозно, Не, ништо пошто меѓу најдобри премногу- пријатели, Да, колку е не тоа- беше уопште кога е без никаква намера, не е тешко.
Кога е со намера, тука постојат емоционални расстройства, али кога е без намера, као не е општо. Не беше тешко, ни од моја страна апсолутно не. Знаевме зошто го правиме, тоа е тоа. И тоа е Да имаме кликбейт. професионален пристап на работата. Апсолутно. Немавме ни партнери тој период. Да. Ивона беше во Звездите на Грант, неколку години подоцна беше и ти во Звездите на Грант. Какво искуство беше тоа за тебе? Фан факт. Кога ја испаднав, Ивона ми беше у подршка, кога она испадна, ја и сега ми текна. Какво искуство? Генерално убаво, со малку истравматизиран излегов од таму, затоа што постојат многу работи кои на јавноста не се познати, али мислам дека ни не треба да и бидат. Просто тоа е цената која плаќа секој еден човек кој ќе сака да навлезе у тие води и мислам дека тоа некако не челичи, не знам дали постои друг збор литературен, али така некако биднуваме појаки и поспремни да запливаме нака сериозно тој шоу бизнес. Колку си во моментов посветен на музиката? Имаш ли некои идни планови? За спремаш ли нешто? Ивона ни кажа дека во Белград нешто очекуваме да сакаш да открие. Жал ми е што моментално некако имам чувство дека стагнирам, константно, мене мозокот ми работи ептено нака брзо и нонстоп нешто ми текнува и имам еден куп идеи, не сум во состојба да ги реализирам затоа што не се чувствувам некако стабилен и прецизен што сакам и како сакам да направам, али имам идеи, имам и планирам сериозно да и се посветам на музика во следниве месеци. Предпоставам дека многу ве прашуваат, меѓутоа планирате ли нешто да снимите заедно? Сите ве прашуваат. Ја викам се планирате да стапите у брак, тоа исто не прашува. Тоа е втората. Добро, ти Тоа последна прашање. Инаку мислам дека треба да го овековечиме нашето пријателство со една песна и плюс сега поради тоа што тоа е многу очекувано како дует, тоа и не е толку Притисок, добро тоа е како од аспект на маркетинг, така што мора да направиме песна која е неочекувана, затоа што веројатно сите ќе очекуваат балада која што Ивона го покажува својот раскош и ја нешто ќе излетам со моите да сценски. рапува тука. Да. Нешто мора да смислиме што ќе остави сериозен впечаток и ќе онака ќе можеме да застанеме гордо позади тој проект. Така што сигурно ќе се случи, меѓутоа у кој момент не знам, се дружиме преку 10 години, мислам се познаваме и после толку години може да почекаме уште пола година. Побараш за жена. Ево сад чуме. Ајде! Немам прстен, дајте која жена плажа. Јесол да си. Тоа е второто прашање најпоставувано. Кога? Дали сте во Што им врска? одговарате? Сите не поврзуваат, никогаш не сме имале ништо повеќе од пријателство. И многу интересно кога не поврзуваат и престанавме да одговараме на тие прашања затоа што не ни пречи, мене не ми А пречи. дома ве прашуваат заради тоа што сте блиски посебно на почетокот. Баба ми Радка, она знае да ме запраша, али добро, баби те поврзуваат со секој кој ти влезе дома, така што тоа не е некој сериозен проблем, а генерално не ми пречи и ми е на крајот денот симпатично. А како така ќе ти што пречи, мислам? треба да бидам добро. А и на мене исто така да. Марио, спортуваш? Планирам од утре да бидам. Еве од утре. Не, шала на страна, теретана е единственото нешто што практикувам и практикувам во иднина. Моментално не, али планирам да стартувам веќе од понеделник. А кој понеделник? Кој понеделник? Ивона ни кажа дека оди константно на јога и дека јогата многу и помага во се што прави периодот, така што ние ќе те оставиме тебе да си го испиеш сам кафето, а ние Не ми на е јога. да го стави за на јога. Ние одиме. Шала на Да, страна. често гостувам. А Марио, ја морам да идам на јога. Да, ќе дојка мене онака 5 минути каме, ајде, јога. Јога. Ебе, значи вистинскиот момент го одбравме. Точно. Ние одиме на јога. Убаво сте поминете и фала ви на... Фала ти за одвоеното време Убаво и убавиот разговор. Исто. За да го заокружиме муабетот, за да го заокружиме денот, и донесе во јога студиото. Во студио јога, кај мојата пријателка драга Нена, која што ќе ви покажеме заедно како работиме на вежбањето на моето тело. Повели. Благодарам. Значи, ова е... Здраво, Андријана, мило ми е. Ова е нашиот универзален знак, секогаш се поздравувам на вас. Со гучкање, со бакнување. Да. Колку долго е Ивона кај тебе во студио? Ивона е 6 месеци до октомври.
И како ти оди вежбањето? Кажав омилено место, со нетрпение едва и чекам да дојдам, затоа што има прекрасна енергија и многу си ја сакам и многу ми помогна во еластичноста, во сите болки ги поминав тука, целиот процес го гледаше и многу сум среќна што има вакво место кое што е полно со добра енергија и кое што ќе носи вакви мемории и ми има помогнато на тој начин. Колку ти беше тешко на почетокот кога почна да вежбаш? Многу, али и Нена ќе ви каже, дојдов со тешка енергија. Има огромна промена кај неа на подобро, стварно, мислам, тоа е очигледно за сите што ја знаат претходно и сега. И многу сум среќна, многу се радувам за секој ден, како се менува, како расте. Јас многу сакам да видам која е најтешката поза што ти беше на почетокот, ама ќе те оставам прво да се преоблечеш, а Нена, само ќе ја прашам, оди ти преоблечи се. Каков тип на јога практикувате во твоето студио? Практикуваме аштанга јога и ресторативна јога, и Вона практикува ресторативна јога. Што значи тоа? Аштанга е подинамичен тип на јога, каде што се практикува цело време исти асани. Секој час со повторувањето на асаните праксата ни станува медитативна. Чека, што е тоа асан? Мене зборот асан Асана е вежба. Да, поставка на тело. Сите вежби се всушност асани во јога филозофијата. Која е целта на јогата? Да те релаксира умствено или физички? И умствено и физички, дефинитивно. Значи да те релаксира, да ти потикне нови гледишта, за самоприфаќање, за самоспознавање. Дојде Ивона, се преоблече, спремна е за вежбање. Да, спремна. Епа, ајде прво да ја видиме најтешката поза што ти било да ја направиш. Асана, што ти е најтешката? Најтешката асана што ти било.